Прекрасна можност имаме вечерва да присуствуваме на пригодно отворање на самостојна ликовна изложба на дела на младата сликарка од Битола, нашата ценета и дипломиран психолог Билјана Толевска-Наумовска. Во овој своевиден храм на уметноста и културата во Охрид, во Националната установа Дом на култура Григор Приличев, представува вистинска привилегија и чест за секој автор, за секој сликар, писател, поет, актер и воопшто уметник, да има можност да го покаже и да го прикаже своето творештво. Велам привилегија заради гостопримството и традиционалниот уметнички ентузијазам на вработените, но и заради името на патронот на оваа институција, великиот Григор Приличев, авторот на неповторливата поема Мартолозот, како и на трагичната песна 1762 лето. Меѓутоа, она што е важно да се истакне во оваа пригода за преродбеникот Приличев, за кој важеше паролата совршенство и смрт, е дека тој е автор на еден од првите обиди за создавање граматика на македонски јазик, уште во далечната 1858 година, 68, пардон, еден од првите обиди за систематизација и кодификација на македонскиот јазик, значи 35 години пред за македонските работи на Крсто Петков Мисирков и 80 години пред конечното редактирање на нашиот јазик од страна на академик Блаже Конески. Создадената граматика на современ македонски јазик пред 80 години со голем успех и посветеност како професор по македонски јазик ја спроведуваше и практикуваше во својот животен и работен век делото на уметницата Билјана, почитуваниот Стојан Толевски, а неговата идентична учителска дејност потоа ја проложи нејзиниот татко Љупчо Толевски. Додека штафетната палка овој пат на ликовен план моментно ја поседнува нивната внука, односно ќерка, почитуваната Билјана. Во просторот на овој храм на културата и уметноста уместена е ликовната поставка на Билјана Толевска-Наумовска, која содржи 30 дела од нејзиното поново творештво. Тоа се дела изработени во техника на акварел и на лавиран туш. Нејзината суптилна игра со акварелот, како и прецизните потези со кистот и перото, потоа нијансите и водата нанесени на хартија, се заедно длабоко допира до нашите емоции, до нашите чувства, често подзаткаени, подзацкриени. Природните простори, сцени и пейсажи всушност се само средства за да се прикажат на експресивен начин внатрешните зацкриени чувства, емоции, како и траги од минатото и интимни доживелици и реминисценции. Притоа, впечатливите ликовни представи и потези непосредно, доживеано и силно делуваат врз реципиентот. Колоритот на акварелите на Толевска се карактеризираат со повеќеслојност, од нежни прозрачни нијанси на пейсажот до силни, динамични и предизвикувачки напати, драматични и вознемирувачки природни мотиви и состојби.